Ако пратени кон тиквешијата, каде што 99% од луѓето кои што ги представувам се занимаваат токму со земјоделие, секогаш сум ги поддржувала и ќе ги поддржувам сите законски решенија кои се во интерес на земјоделците, а посебно, како во овој случај, токму во интерес на лозарите. Со овој предлог закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој, кој содржи 2 члена, се предлага, се допрецизира одредбата на член 99 став 1, со која владата може да донесе одлука за дополнителна помош како мерка за исплата за одреден земјоделски производ, кој согласно со членот 90 од овој закон не може да се исплати, и со член 1 се додава нов став 2, со кој по исклучок покрај земјоделските стопанства корисник на дополнителната помош како мерка за исплата за одреден производ кој со членот 99 а од овој закон не може да се исплати, а се однесува на одреден земјоделски производ откупен најмногу 5 години од донесувањето на одлуката. Колеги, значителен број на земјоделски производители не го остварија правото на дополнителна помош од членот 99 од Законот за земјоделство и рурален развој со одлука на влада и врз основа на програмата за финансиска поддршка во земјоделието. Токму затоа, уште минатиот месец и го иницирав ова прашање на пратеничко прашање, односно ја иницирав до исплатата на лозарите кои своето грозје го имаат предадено во винарските визби по Вардарија и Стефани. Како одговор од тогашниот министер за земјоделие, господинот Љупчо Николовски, ми беше одговорено дека не се исплатени 666 лица, кои не биле корисници на основната мерка директни плаќања по обработлива земјоделска површина за одржување на постоечки лозови насади од годишната програма за финансиска поддршка во земјоделието во периодот од 2014-2016. Почитувани колеги, јас тогаш гласав и го предложив овој закон, дадов целосна поддршка на ова дополнување на законот. Но и тогаш реков, и сега, дека се надевам дека нема, тогаш го напоменав тоа, дека и овој пат уште еднаш земјоделците да бидат изманипулирани и излажани. И навистина, после тоа помпезно најавување, сликање, средби кои што беа остварени, јас стварно не верував дека може да се случи земјоделците, односно лозарите, да бидат повторно изманипулирани. Верував дека барем овој пат оваа влада ќе си остане на зборот. Но што е уште полошо, вие, земјоделците и нивната мака, ги злоупотребивте во предизборната кампања. Значи, земјоделците по кој знае кој пат повторно беа излажани и се излажани. Сега, денес, имавте можност да го исправите тоа. Односно, и овие близу, кои не се малку, близу 700, поточно вкупно 666 лица, земјоделци да бидат исплатени. Но наместо тоа, овој предлог закон не најде на ваша поддршка од ваша страна и без некое образложение на Комисијата за земјоделие беше отфрлен. Почитувани колеги, дали знаете кој е најчесто поставувано прашање овие денови во тиквешијата? Тоа е откупот на грозјето и цената на истото. На прагот сме на бербата, на новата берба за грозје. На сталското грозје веќе е започната, а на винското е за помалку од 1 месец. И наместо тоа да биде еден свечен чин со кој се заокружува една цела година работа и труд, кај нас во тиквешијата лозарите се во агонија и паника. И со право се во паника. Нормална е таа загриженост и паника која владее кај нив, имајќи во предвид дека оваа година имаме добар род, а винариите, нормално по нивно кажување, имаат големи залихи. А бројот на винарските визби кои откупуваат винско грозје се во голем дел намалени. Што значи дека голем дел од ова годинешниот род не знаеме како и дали воопшто ќе биде откупен.
Дали лозарите ги очекува истата судбина како јаболкарите, производителите на јаболка во Ресен, производителите на праска во Росомак и ред други кои што го оставија својот род на нивите или го фрлија на буниште? Дали лозарите ќе бидат повторно излажени? Затоа апелирам до сите колеги, посебно до колегите од Тиквешијата, кои најдобро го знаат овој проблем, да се одважат и да гласат за овој предлог закон, а сите останати колеги од позицијата да го следат нивниот пример. Ви благодарам.